Civil Media. Јас повеќе години сум бил и во оваа област на борба против корупцијата, колку што сум можел активен, ама секогаш сум повторувал две работи за кои сакам овде да почнам. Значи, тие што мислат младите да се бават со оваа активност, борба против корупцијата, да ги има две работи, треба да ги имаме предвид кога ги оценуваме два момента. Прво, не им верувајте дека се борци за против корупцијата на тие најгласните, кои до сега не били во позиција да бидат корумпирани. Второ, да јас сите повеќе кога слушам луѓе да дискутират, имат проблем да бидат конкретни. Ја цел живот сум имал проблем да не бидам конкретен. Воопшто. И трета вака забелешка, мене ми е жал што премиерот отиде, јас го предупредив, немој да се налутиш. Не бе, рече, го знам ја премиерот, меѓутоа верувам дека е така, ама сега ја ќе почнам и ќе завршам како да он тука. На една трибина 14-та пред да почне неговото бомбардирање, на една трибина на слична тема во Holiday Inn, каде што имаше во 100 присутни, па и амбасадорот на Америка, тогашен Волерс, се третираше тема некоја за од резултатите од една анкета за перцепцијата на корупцијата и така натаму. И беа тога и во форма, во еден момент зеде збори тогашниот помошник министр за внатрешни работи и плюс како портпарол Иво Котески. И тој рече дека, да докаже дека таа влада се бори против корупцијата, рече дека ние сме осудиле пранешен премиер. Па ја бидејќи не сум, малку сум стар, не сум стрплив, кога заврши, ко молим те да ти кажам нешто. Тоа било септември 14-та. И денешниот премиер реков, кога ќе биде поранешен, ќе биде осуден. Тоа луѓето остана, кој е овој сега? И Европа од западно-балканските земји очекува да бидат осудени актуелните функционери. Тоа се уште оди многу слабо. Па ќе почнам од една точка прва, да беше премиерот Добровик, му се обраќам директно нему. Тој пред повеќе од една година, можда две, во својот кабинет ги прими представниците на компанијата странска Deutsche Telekom и Mađar Telekom. После таа средба владата излезе со соопштение писмено во кое, парафразирам, одлична била средба на премиерот со актуелните директори, менаџери на овие две фирми, кои се фирми мајка на Телеком нашиот, во кое се наведуваше дека ќе продолжи искрената соработка со Телеком исто како и досега. Ја го имам напишано, сега сакам да повторам, сакам тој да биде. Никаква искрена соработка Телеком пред тоа немала со Македонија, него имала драстично коруптивна соработка. И ако и во иднина, а тие директори не беа тие актуелните, затоа што Њујоршкиот суд, поради тоа што ги корумпирале голем дел функционери во Македонија, Deutsche Telekom беше со 95 милиона, тоа е компензација заради Комисијата за хартија од вредност, додека од Mađar Telekom беа осудени и временски, и парично, затоа што функционерите на Македонија ги корумпирале.
долго време со големи пари за да се одложи демонополизацијата на пазарот. Ова го напишав, никој никогаш не одговори, jer не требаше, не очекував да се рече дека таа искрена соработка, кога ја очекував во тие разговори премиерот да им рече: господа, па кажете кому им дадовте вие пари во Македонија. Луѓето кои се осмелија пред Њошкиот суд да спомнат имиња, независни судии денеска во Скопје, граѓански суд, ги осудуваат за клевета затоа што спомнатите личности ги тужели со приватна тужба дека се клеветени. Тоа е сега. Јас сум од тие што 10 на 20 години сме се бореле против и не треба да губиме време како било што било. Тоа е едно што сакав да го чуе премиерот, а он еве не е тука, му верувам на Џабир дека ќе го чуе. Второ, и ќе 3 минута ги имам предвита, на денот пред исто така неполни 2 години, на денот кога се одбележуваше Светскиот ден на борба против корупцијата, излегува амбасадорот на Америка Бејли, Зоран Заев премиер на Македонија и Али Ахмети како лидер на партија коалиционен партнер. Што рече Бејли, ве молам да ве подсетам, многу од вас знае. Не спомнав јас изборната комисија и антикорупцијската, најкомпрометираната комисија, не ги спомнав тие 2 случаја заради да ја решам корупцијата во Македонија. Укажувам, буквално вака, да гледате корупција во редовите на сегашната влада, на владата на Заев. Ништо од тоа остана, неговото укажување, само со тоа што кажа Бејли отиде, никој понатаму. Што беше изјавата на Заев? Изјавата по тој повод не се сеќавам каква беше, меѓутоа на лидерот на партијата на власт, која била коалиционен партнер 10 години и на претходната партија, ВМРО, тој излезе и рече дека јас не на седница, него подосна ги повикувам правосудните органи да ги гонат и да ги испитуваат сите членови на мојата партија. Не преку собраниска говорница, тамо не отворил уста 17 години, него негде на друга средба. Никој Заев, мој коалиционен партнер, да ме рече: господа, ама со така не се бориме против корупција, затоа што органите не одат, рекол на некој председател на партија или пратеник, тој друго не е ништо во државата. Лидер на партија и пратеник. Не може тоа. И со тоа заврши, почна неговите апологети да го фалат, jer тоа била многу голема храброст. Никој орган до денеска не сме чули дека на повик на Али Ахмети отишол да ги испитува неговите. И нече можам да ги кажам, иако ги имав сите, ноторна корупцијска и политичка и економска е, господина Заев, да си тука, да продолжиш од буџетот на државата, без никаков законски основ, да ги плаќаш гласачите на твојот коалиционен партнер, да им ги пратиш парите дома. Jer тие 2000, што секој месец им стигат парите, а тие не се ни тука од нив на работа сегде, тие се во минимум, имајќи предвид менталитетот наш, најмалу 20.000 гласачи. Тоа се млади луѓе, татко, мајка, дедо, баба, сестра, брат, 20.000. Он продолжува и денеска, и ова министерот, талентиран што наоѓа слободни работни места, Дамјан Манчевски, и ги зема луѓето како компирика, ќе ги земеме од таму, ќе му ги даваме на овој. Па како ќе ги земеш и ги даваш? Тоа е коруптивна дејност невидена. Тој тоа не може да се справи. Второ, ние чекаме реформи и корупција. Доколку не се осварат било какви резултати да се именуваат високи функционери на власт што се за корупција, очекувајте
очекувајте, сакам да му на Заев дека жесток отпор ќе има за реформите во правосудството, во полицијата и било каде од страв дека да не бидат откриени. Во моментот за шансите на Македонија да почне реална борба против корупцијата без овие претпоставки се нула. Второ, Исплатата на 5.000-6.000 евра на менаџери домашни на странските компании што ги имат во менаџерските тимови, Телеком, евено е друга работа, иако не е, jer овие две компании странски, извор на корупција објективно се. А тие не се како другите инвеститори кои имат договори, производи, продават услуги. Овие задират во интересите на сите граѓани на Македонија. И тој кадар партиски, а тврдам дека се такви, што е во одборот на Телеком, а зема 6.000 евра, тој не се бори таму за интересите на граѓаните на Македонија, туку за интересите на компанијата што му дава пари без никаква ни стручна, ни интелектуална, никаква способност, ги знаеме кој се. Тоа е, сите овие работи, сакам да кажам дека се да ги слуша премиерот, со кои предизвици он е исправен да биде оптимиста за донесување на овие закони, се слагам потполно со професорката Најшевска, да апсолутно ништо не значи донесување на закони. И корумпираните ќе бидат голема пречка за реформите што сака да ги направи Зоран Заев. Толку претера. Цивил медија.